Добар ден, пријатели! Добродојдовте во денешнава епизода. Моето име е Јосиф Дамјанов и понатаму и денеска зборувам за тема која што ќе засегне можеби луѓе кои што се обсесивни во делот на топење на масти или како можеби ќе си помогнат да при вежбање согоруваат најмногу масти. Затоа што некаде 90% од луѓето кои што вежбаме, вклучително и јас, освен што имаме можеби цел да направиме некаков тонус и дефиниција на мускул или да зголемиме мускулна маса, повеќето од нас имаме за цел да што повеќе масти стопиме и постои начин кој што може за тоа да ви помогне. А за тој начин клучна работа е вашиот пулс, односно колку отчукувања вашето срце има во минута. Не знам дали имам зборувано на оваа тема, но има точна формула како тоа може да се пресмета, а тоа се прави на следниот начин. Максимум топење на масти се случува кога вашето срце ќе има некаде 65 до 70% отчукување од она што максимум може да го направи пред да прсне, односно пред да веќе не може да обслужи. Максимумот на обслужување на отчукување на срцето во минута некаде е 220 отчукувања. И ако сакаме да видиме како тоа може да функционира за секого од нас, треба од 220 како бројка да ја одземеме бројката на години. Еве и практично малку ќе се баш за мене јас тоа ќе го пресметам. Да речеме од 220 кој е максимумот, ќе одземеме, јас сум 29 години во моментов, тоа значи 191 и го множиме тоа со 70%, односно со 0,7, што во превод ќе дојде дека јас за да максимално имам топење на масти, треба својот пулс да го држам на 134 отчукувања во минута. Што тоа значи? Ако сакам јас да стопам најмногу масти, односно да стигнам во моментот кога што најмногу ќе бидат употребувани мастите како енергија, треба да своето отчекување на срце го донесем на 134 отчекувања или во превод може во теретана како тоа би изгледало или во пракса е да успеете можеби да направите некако брзо интервален некој тренинг со шпринтови, со брпис и така натаму, при што да го кренете пулсот, да после тоа веднаш земете да работите со тежини, на тој начин да имате, да чувствувате отпор во вашите мускули, што нема да дозволи брзо симнување на тој пулс, па потоа повторно да направите некаков интервал што ќе го дигне 134. Мојот пулс конкретно за вас, пресметете си колку е тоа, али како и да е најдобар начин за да топите масти е да го чувате константно отчукувањето на срцето во вредноста која што, не знам, за мене е 134, за вас можеби е некоја друга вредност во зависност од возраста која што ја имате моментално. И тоа значи дека интервалните тренинзи се најдобри ако зборуваме по ова прашање. Кросфит можеби е, за мене е можеби најдобрата дисциплина која што во ист момент ви носи и топење на масти и качување на мускулна маса и е групен тренинг, што горе-доле за мене можеби и најидеалното нешто, но и повторно во овој период од животот не го правам, изминатите 6-7 месеци веќе забушавам на тоа поле со кросфит, но во секој случај ете за некого од вас не значи дека тоа може да биде кросфит, може да биде било која друга дисциплина кај што има интервални кружни тренинзи кај што ќе се постигне најголема искористеност на отчекувањата на срцето, односно 65 до 70% од максимумот. Формулата може да ја видите, така да дечки, по оваа тема толку имам да зборувам. Се надевам дека на некој од вас ви донесов супер вредности, дека применувајќи го ова ќе си постигне напредок во топењето на масти. Доколку имате дополнителни прашања или хаштагот #AskJosif или барајте ме во приватна порака и ќе се обидам да ви дадам одговор на сите прашања за кои што јас имам познавања. Фала ви уште еднаш за одвоеното време што ме следите и што ги следите сите овие содржини. Се гледаме во следна епизода, до тогаш ви посакувам здрави животни навики и убав ден. Чао, чао!